кога сме кај културата, на моje огромно задоволство, на телефонската линија треба да го имаме, па можеби и најголемиот амбасадор на оваа држава, пианистот Симон Трпчевски. Господин Трпчевски, добро утро. Добро утро. Какви се вашите рутини? Дали волку рано се будите или пак ние ве разбудивме за ова вклучување? Поздрав до сите слушатели, поддржувачи до сите граѓани на Македонија. Пред се, да одговорам на прашањето, па добро, некоја минута искрено вака станав порано за да бидам дел од емисијата ваша, инаку ништо не е страшно, бидејќи станувам секој утро заради тоа што треба малку да подпомогнам за онлайн наставата што има ќерка ми, а после да бидам искрен, тешко ми оди легнувањето назад, па си продолжувам со некаква работа. Така, како се справувате со изолацијава во овој период? Дали сте и вие изолиран, дали ги почитувате препораките на здравствените власти? Да, секако, дома сум, повеќето од времето до пред некој ден подизлегувавме малку повеќе за децата да земат воздух, што значи малку повеќе, 40 на минути, да кажем 45, тука околу во групата на семејството, тесното семејство, без комуникација, а сега гледаме дека да се нашава малку зимава дојде, и практично седиме дома, освен по неопходни потреби, ако мора да се земе некаква храна евентуално. Инаку, да, дома со почитување на препораките на владата, на докторите, консултации со блиски и со здравствени работници, да кажем и лични пријатели околу сета оваа ситуација која што е главна тема во животот на луѓето овој период и останатото време, како да ви кажам, убаво е да се биде дома еден подолг период, дури ако е тоа принудно, со оглед на природата на мојата професија, па може да се одвои малку време и да се средат одредени работи кои што се таложеле, да речем, меѓутоа пак и да се помине и повеќе време со семејството. Но убаво е, како да кажем, само свеста да е на највисоко ниво во вакви моменти, во еден период кога јас лично барем, а и верувам и доста луѓе, искусуваат нешто што досега не го искусиле и малку е чудно, не? Мислам сето ова и нели да се потрудиме за сето ова да помине побрзо. Споменавме дека ова е добар период да се искористи за квалитетно време со семејството, но дали ова влијае на вашата инспирација? Добро, до некаде ова нели психолошки влијае на многу луѓе, па гледаме дека добро барем духот се задржува заради тоа што верувам дека секој добива еден куп пораки на дневна база во врска со одредени со одредена шегаџиска содржина, што е многу добро заради тоа што да речеме еве и ова покажува дека духот на народот и во едно тешко време кое што е далеко од полошо од војна во вистински смисол на зборот, не дај Боже, меѓутоа до некаде отвара и креативност, така што јас во принцип сум психолошки многу стабилна личност, па не дозволувам тоа да влијае многу на мојата инспирација, но нема што да лажам дека кога човек седи затворен во одреден простор, да, губи од потенцијалот за нешто повеќе. Но добро, затоа пак е и добра, да кажам, психолошка вежба за доколку човек успее да најде и малку време за себе и да се сосредоточи на себе, дури не знам, условно кажано 15 на минути, дури и да ако не и повеќе, па да си помисли за одредени нешта. Кога човек е културен работник или не знам, уметник,
Верувам дека тоа не му е нешто ново и може да размислува за доста нешто. Така, освен коронавирусот, државите во нашата близина беа погодени од страшен земјотрес. Хрватска се справува со предизвик плюс. Од вас побаравме со песна да испратите порака. Каква е вашата порака за хрватите кои се справуваат со уште една несреќа повеќе, но и за сите граѓани кои мора да останат во изолација поради пандемијата од COVID-19? Јас најубава порака како музичар можам да испратам со музика, не? И многу ми е жал што кога станав пред 2 дена ме чекаше порака од колеги од Загреб за она што се случи. Прво не ми се веруваше, мислев дека тоа уште една некоја шегаџиска содржина. Меѓутоа гледате, природата на овој или на оној начин, не знам се, јас не сум некој човек кој што сака да филозофира премногу околу некои нешта, меѓутоа сите сме свесни дека, што вели еден колега, мој другар, ја претеравме работава и ја изморивме и ја преморивме планетава. Дали кога одредени работи се случуваат, нели тоа е веќе, да кажам, господова работа, меѓутоа да бидем искрен, не знаев дека може земјотрес да се случи баш во околината на Загреб и дека може би тектонските плочи баш таму се помрднуваат. Меѓутоа, жал ми е за она што се случи во Загреб и можам да испратам една музичка порака со која што можам да ја поврзам со вториот став во овој случај, вториот став на концертот на Бетовен, број 5, кој што беше на програмата на мојот концерт со Загребската филхармонија пред 2 недели, кој што за жал не се одржа. Тоа беше практично и мојот прв концерт кој што се откажа во ова лудило сегашно и жалам што не успеав да се сретнам со колегите и да посвириме, да направиме едно убаво музичко доживување и да пренесеме една убава порака во живо, нели, до загребската публика. После неколку години откако беше и мојот последен концерт во Загреб, така што тоа би била една порака убава за верба и за надеж. Оваа година е и голем юбилеј на Бетовен, кој што цел свет почна да го слави, вклучително и јас. Меѓутоа, тоа се прекина во моментот во живо. Инаку се разбира дека веруваме дека човештвото ќе го победи и ова нешто и дека ќе извлече една голема поука од сето ова, за да продолжи да го слави животот. Симон Трпчевски, нашиот најдобар пианист, ви благодарам што се разбудивте неколку минутки порано изутринава да бидете дел од утрински брифинг. Ви благодарам и вам, нема никаков проблем, со задоволство да се заблагодарам и вам како новинари и на сите ваши колеги, работници од тој оддел, да кажам, кој што се трудите да го одржувате духот на македонскиот народ. Ви благодариме за убавите зборови.